Добре дојавте во За или против, јас сум Љупчо Светановски, имам чест денеска моја гостинка да биде Весна Бендевска, пратеничка, подпредседател на ЗНАМ. Добре дојавте. Добре ве најдов. Денеска она најактуелното прашање да стартуваме со него, иако наликува на една приказка Гладната кокошка сонила просо, така ми наличе еден наратив од една партија во распаѓање, кој што денеска излези рече дека владата се распаѓала, но еве, од прва рака што се вели коалицијски, дали е стабилна коалицијата и владата во Македонија? Знаете, збунетиот, дезориентираниот социјалдемократски сојуз кој е во слободен пат, се води по онаа народната. Додека вистината ги обуе чевлите, лагата веќе пропатувала пола свет. Но луѓето велат со лага, ага не бидува. Не е точно дека владата е во криза. Владата ќе обстојува, впрочем и движењето Знам за наша Македонија, уште од самиот почеток, како рамноправен партнер на ВМРО-ДПМН, тоа е политичкиот субјект кој доби најголема, енормна поддршка од граѓаните и ние тоа го почитуваме. Кажавме дека сме подготвени да споделуваме одговорност, да влеземе во владата и да бидат сигурни дека тоа мнозинство, сочинето од ВМРО-ДПМН и движење Знам за наша Македонија од 64 пратеници, ќе треба да обезбеди комоција, да не ни се повтори веќе во државата случајот на страховладата на ДУИ и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Бидејќи страда македонските национални интереси. Бидејќи тоа беше време на страшен криминал и корупција и рушење на цел институционален систем. Време на неказнивост, време кога ДУИ си поигруваше и со националните чувства не само на македонците, туку и на припадниците на другите заедници. И движење Знам за наша Македонија, впрочем, и во својата предизборна програма лани говореше за нужната потреба од дедуизација на македонското општество. Бидејќи за нас дуизацијата е синоним на корупција, криминал и рушење на институционален систем од страна на врхушката на нереформираното ДУИ. До сега беше незамисливо некој челник во близината на Али Ахмети да одговара пред законот. Сега видовме дека и тоа како дел одговарат, дел нели како Артан Груби замина случајно на службена посета, се сеќавам на еден познат југословенски филм Татко на службен пат. И приказката со ДУИ и неговата мислам беспрекорна чистота од политички аспект. Ќе се врати за да се соочи со институциите. Се уште е веројатно на пат. Така да владата е стабилна. Владата продолжува со реформите. Реформите ќе бидат тешки, болни, но ќе ги има. Македонија ќе се врати на вистинскиот пат. Бидејќи кога зборувам за дедуизација, морам да нагласам дека апсолутно не се работи за албанофобија, како што тоа често сака да го прикаже ДУИ. Напротив. Движење Знам за наша Македонија говори за нереформирано ДУИ. И со такво нереформирано ДУИ, бидејќи без сомнеш дека и во таа партија има и квалитетни и чесни членови, но најмногу за припадниците на албанската заедница кои се најголеми заложници на тој тип на криминално владење на ДУИ. И беше и самата владина коалиција предводена од ВМРО-ДПМН, во која влеговме ние како движење Знам за наша Македонија и од друга страна коалицијата Вреди, бевме на исто мнение дека дедуизацијата мора да се случи. За жал, една од тие партии, Алијанса на албанците и Таравари, се откажа од тој пат.
но јас често сакам да кажам, не може Таравари и Алијанса на албанците да биде поголем од ДУИ. Одлуката е нивна, легитимна е, ако гласале членовите. Ние никогаш со нив не сме преговарали и затоа секогаш сакам како подпредседател на Движење Знам за наша Македонија дека ние имаме еден владен партнер, тоа е ВМРО ДПМН. Сепак факт е дека Таравари излезе, за мотивите има повеќе можности, некој вели дека му должи на ДУИ, на Јаоски, на куќа во Тафталиџе која што ја зема од некого, други велат дека можеби паркингот во клиничкиот центар и мафијашите од ДУИ се тука, но како и да е времето минува ќе ги дознаеме мотивите, сега е нејасно, изгледа мистериозно, најчесто после малку време се дознава вистината, но еве Таравари излезе, дел од коалицијата вреди која што е раздрмана во тој дел, но сепак останува во власта. Што за власта и за коалицијата значи реално заминувањето на Арбен Таравари и неговата алијанса, која што можеби не е така негова, бидејќи печатите ги има еден друг села, таму исто од самиот почеток работите се малку испревртени, буквално кажано, но еве излезе тој што представува за коалицијата, неговото излегување и за владата. Видете, јас вчера ги следев изјавите на подпредседателот на ВМРО ДПМН Муцунски, кој кажа дека заминувањето на Таравари е нивно легитимно право, така одлучиле, ама народот не е со кратко помнење. Разделбата помеѓу Таравари и села беше токму заради забелешките што Арбен Таравари ги имаше кон села дека сака да биде играчка во рацете на ДУИ. Сега гледаме сосем обретен процес, односно Арбен во овој случај против Таравари. Како и да е, си одлучиле, нивни се одлуките, ова владино мнозинство ќе обстои, според кажувањата на Муцунски се работи и да се зголеми, не би преюдицирала за конечниот резултат. Реформите продолжуваат. Како што кажав и на почетокот, една партија од опозицијата ви импутира постојано дека се случува страшно Армагедон во власта, каде и да е дека ќе паднете. Тоа денес како представи еден човек кој што треба да одговара за нешто што направи во службен весник со законот за јазиците, меѓу другото, но еве го импутираат тоа што го импутираат, дали реално се случува тоа што се случува, но разликата би сакал да ја потенцираме, да ја направиме. Зборуваме за 64 пратеника, тоа е ВМРО ДПМН и Знам. Настрана албанските пратеници. Ако се вратиме малку на времето, бидејќи немаме меморија на Златна рибка, може ли да се потсетиме на она време кога киднапира, буквално киднапира еден патриот, кастриот беше, не патриот, кој што го ставија каде што го ставија за да не падне владата и на секој 3, 4 до 6 месеци максимум менуваа албански партнер од опозицијските партии. Дали да им направат кеф на ДУИ, дали заради незадоволство, но таа влада беше цело време на 61-62, 61-62 и вие не бевте толку гласни дека тогаш како опозиција и вие како движење на ВМРО како опозиција дека владата ќе падне, паѓа, сега на 64 само меѓу вас и ВМРО ДПМН, на страна албанскиот партнер кој што има уште многу од вреди кои што останаа, нели? Тие велат дека владата се распаѓа, колку е малку да не решам сега гротесно целото ова, смешно. Па добро го кажавте, точно се согласувам, тоа е синдром на волк-волк. Така. Кога хиперпродуцирате вести дека нешто се случува, јас можам да ви кажам дека од првиот ден на создавањето на новиот парламентарен состав се оди на тенденција да се раскара владиното компактноста на владината коалиција. И тоа го правеа со подметнување на разни законски решенија во стилот на левица, ќе кажам. Знаете зошто? Ако вие навистина сакате да предложите закон кој е во интерес на граѓаните, законодавно и деловникот предвидуваат методи. Одите со вашиот предлог и преговарате со пратеничките групи. Ако е добар законот, кој не би го поддржал. И би го подобриле, ви даваат можност да го подобрите. А вие секогаш користите моментот на некоја особено криза, па во 5 до 12 понудувате закон во скратена постапка
И велите, само левица сака да го реши тој проблем, никој не глас. Ние како движење, знам, кажавме, се додека левица не стане пристојна партија и не покаже дека навистина сака да ги менува работите, а не само да плука без при тоа да нуди резултати, нема да се изјаснуваме за нивните предлози, бидејќи се несериозни. Бидејќи служат само за дневна политика и да се нападне противникот. Нели од нивното мото лани што го има на избори нема влада без левица, се покажа дека има влада без левица, добро функционира, покажува стабилност и работи за резултати и ефекти. Патот ќе биде долг и тежок, онолку колку што го растурија системот СДСМ и ДУИ. И тука бегање нема. Ние како нов политички субјект се соочивме после изборниот резултат со една вистина. Нам не успеа да освоиме по 4 месеци постојање без реално партиска инфраструктура да освоиме изброј мандати како и левица во третиот обид на третото нивно појавување на парламентарни избори. Веројатно тоа ги боли. Од движење Знам за наша Македонија нема народот и граѓаните да очекуваат да биде левица. Подготвени сме да превземиме одговорност и кажавме зошто влегуваме во коалиција со ВМРО ДПМН. Затоа што политичката платформа на движење Знам и левица, движење Знам за наша Македонија е заштита на македонските национални интереси, создавање на цврста платформа и дефинирање на македонските национални црвени линии. Се сеќавате дека платформата ја понудивме на сите политички субјекти. И СДСМ по пола час ја одбија. Левица ја одби, кажувајќи дека па и тие предложиле некаква си национална платформа која, верувајте, многу малку има допирни точки. Платформата е достапна до јавноста, ние повторно нудиме, пуштаме рака, бидејќи заштитата на македонските национални интереси кои на вистина СДСМ и ДУИ ги доведеа до најнисок можен ранг и почит пред меѓународната заедница, тоа мора да се поправи. И џаба им се замените на тези дека Македонија се оддалечува од европскиот пат. Не е точно. Македонија само работи да го сочува националното достоинство и интегритет. Она што некој го тргуваше, а за возврат доби златни визи во земја, при тоа, со која Македонија нема договор за екстрадиција, доколку некој се бара да одговара пред македонските закони и институции. Факт е дека сте им буквално кажано трн во око на СДСМ, но и на левица. СДСМ постојано исто така се занимаваат со вас во оној нивни стил, докажан оној стил во кој што излегуваат и со непроверени факти постојано напаѓаат. Се случи тоа нешто и во Куманово со вашиот лидер, со Максим Димитриевски, беше неколку дена поред, мислам дека можеби се уште трае или сепак го пресече една фирма, можеби тоа фирмата која што беше ставена во контекстот, и мајстори се за тоа ги вадат работите од контекст, им даваат, нели, некаква си содржина и контекст собствен и ги филуваат работите. Тоа е многу позната работа на оние теории на заговор создавање, но најчесто потоа се рушат како кула од карти. Дали и овој случај помина така, случајот со Куманово, ДУИ наводно колку се врзале со Димитриевски за да повторно ги демантира една фирма? Па за разлика од СДСМ, која сака без аргументи и факти, и не е прв пат да подсетам, 2021 година на локалните избори Максим Димитриевски беше обвинет за здравствен тероризам, нели? Намерно поканил 4-5 члена од владата за да ги зарази со корона. Така. Потоа, во текот на ланските избори, повторно Максим Димитриевски, нели, беше повикуван пред институциите на
пред правосудните органи кои се креирани и создадени буквално од СДСМ и ДУИ да одговара затоа што не дозволувал градење на приватен субјект, а Димитриевски говореше дека се работи за локација буквално во училиште во дворот на средно училиште до амбулантата. И тоа заврши. Сега наближуваат локалните избори, анкетите се неминовни и се присутни, и сега почнуваат лагите. Јас сум убедена, тоа е мој личен став, дека овие лаги беа мотивирани да се дефокусираат златните визи од Дубај на Зоран Заев и на Венко Филипче. Зошто, иако тврдат дека тоа било наместено, не видов дека Филипче излезе и ги демантираш. Напротив, ја збуни јавноста, прво кажа дека нема таква виза, за да... Дрско им одговори на новинарите. Не, немам ни таква, но потоа, веројатно во поопуштена атмосфера кај меѓу своите, кажа дека сепак има таква виза, па зборуваше. Па на стенбај, па била заради студирање или некакво работа на факултет, не знаем. И таму 6 моменти дека е во лагата. Има една вистина и ќе завршам со златните визи, ќе се ги докажуваат, но машки, отворено, честно пред граѓаните, а не со ширење лаги и со напади кон лидерот, впрочем и кон нападот лидерот на движење Знам Максим Димитриевски кон цела партија. Она што е најстрашно кај златните визи е дека за да се добие златна виза мора да си инвеститор, односно да внесиш пари во Обединетите арапски емирати. $550,000 минимум, така. Минимум. Да. И ќе се согласиме дека тоа не е доволна сума за да се градат висококатни. 80 катници тешко. Но за разлика од СДСМ, јас ќе говорам со факти и документи. Ќе цитирам. На прашање на порталот МКДМК, поставено пред Lidl Македонија, за побарање коментар околу наводниот корупцијски скандал од страна на Кумановски и од градоначалник, тие ќе ви го прочитам само насловот. Се водиме од меѓународните стандарди и работиме во целосна согласност со локалното законодавство и прописи. Продолжувам да цитирам, бидејќи јавноста треба да знае. Lidl Македонија е дел од водечка мултинационална компанија која работи во повеќе од 30 земји. Присутни се во Македонија речиси 5 години, цврсто поставувајќи ги темели за оперативноста, веќе вложиле над 300 милиони евра и обезбедиле работа и обука за над 300 вработени од општина Куманово. Ова е најбитно нешто и го цитирам. Lidl вели: во врска со вашиот интерес за нашата соработка со градоначалникот на Куманово, можеме да кажеме дека во изминатите години работевме со низа актери, имавме исклучителна соработка со институциите на централно и локално ниво, на кои им се заблагодаруваат на професионалноста и партнерството, вклучително и на градоначалникот на општина Куманово. Завршен цитат. И тука сега СДСМ нека се обидува повторно со лаги, полувистини и невистини, бидејќи тоа им е очигледно единствената аргументација со која се обидуваат да го задржат и онака малобројното членство што им верува и што им ги посетува нивните состаноци. Паниката веројатно им доаѓа, бидејќи мислам дека Движење Знам за наша Македонија јавно и гласно кажува дека имавме каравани организирано во посета на нашите 52 општински организации, кои се одлично посетени, многу добра енергија, многу добра поврзаност, продолжуваме напред. Нивно е да престанат со лагите и да се соочат дека, како што впрочем вчера напиша и нивне еминентен член, поранешниот директор на Паркинзи од Скопје, кој кажа дека
очигледно во страв од предстоечкиот резултат на локалните избори, за што говорат анкетите, а наследникот на Заев, односно неговиот двојник, сегашниот председател Венко Филипче, прибегнува кон вакви манипулации. Што се однесува, како кажавте, до ДУИ, па сега тези Сте станале партнери со нив, обелоденивте дека со криминалците, внимавајте кој го кажува тоа, СДСМ кој што 7 години продадоа се живо и диво од државата, се што не треба, не национални идентитетски одредници, но еве вие сте се пазареле и сте работеле заедно со ДУИ, сте покажале всушност ете кој сте, шо сте, а тие ако зборуваме за оние 7 години, тогаш не треба да ги има на мапата. Во кој криминалот, корупција го крунисаја со распродажба на национални интереси, при тоа со обезбедени златни визи. Венко Филипче ја добил визата на 3 јануари 22, активен мандат како министер за здравство. А Зоран Заев, веројатно, гледајќи ги анкетите кои говореа дека ќе доживее потоп на предстојните локални избори, на 11 јуни се обезбедил златната виза и отстапница, повторно ќе кажам, во држава со која немаме екстрадиција. Ако се сеќавате, да, Венко Филипче кога го кажа тоа, го смота не баре еден друг лидер на една партија, кој што имаше купено подрум со приземје, не приземје со подрум, подрум со приземје, а Венко Филипче кажа, тогаш кога ја добив визата, не бев председател на СДСМ и не бев пратеник. А не кажа дека бил министер, што е уште поголема работа чина во целата приказка, многу повеќе шанси да правел тоа што го правел, веројатно. Министер кој располагал со енормно голем буџет. На министер да му дадете златна виза, а министерот, внимавајте, преговара да работи во Дубај. Кој е тој министер? Сте слушнале за таков случај? Министер кој што преговара за приватна работа да работи во одредена земја и притоа му даваат златна виза. Ова е Монти Пајтон, мислам, и Алан Форд заедно. Немаат аргументи да ги докажат, да. Особено не можат на движење знам да импутираат соработка со ДУИ. Еве го реафирмирам нашиот официјален став. Движење знам за наша Македонија нема да учествува во влада или доколку во владата учествува било кој политички субјект кој има соработка, јавна или тајна, со нереформираното ДУИ. Ако сакаат, ќе им повторам, со нереформирано ДУИ нема шанса да партиципираме и да седиме на иста маса. Токму заради она што го прикажа со додека СДСМ беше на власт. Но ќе се вратам на пресод што всушност советниците од општина Куманово, припадници на ДУИ, го објаснија својот став. Велат, цитирам, СДСМ не може да се крие зад полувистините, па еве нивните довчерашни партнери говорат за полувистините на Социјалдемократскиот сојуз. Тие велат или си за развој, или си пречка за тоа. Чиста хипокризија е кога СДСМ изјавува дека ја поддржува изградбата на Лидл во Куманово, но ја оспорува локацијата. И велат понатаму, според техничките стандарди и критериуми, го прашуваат СДСМ какви пораки му праќате на еден сериозен инвеститор како што е Лидл, кога една политичка партија претендира да му наложи на која локација да ја гради својата зграда. И тука завршувам. И можам да заклучам дека дури неколку советници од ДУИ имаат повисока јавна и општествена свест за потребата од странски инвеститори. Ваквата нелогична, поделена политика што ја промовираат СДСМ, веќе граѓаните ја препознаваат и е како израз на немоќ, збунетост и небегање од фактот дека првиот пат со 9.000, вториот пат со 18.000 членови на Социјалдемократскиот сојуз, Венко Филипче, после дебаклот кој на победок на следните локални избори, ќе мора да одговара пред членовите на Социјалдемократскиот сојуз и да замине веројатно кај својот ментор политички од Дубај и кланот Зоран Заев.
Одговара приказката на бројот на избраните, па дури еден Зоран Заев избран со 60.000, замислете еден Ковачевски со 38.000, Ковачевски кој што никој не знаеше кој е додека Заев не го измкна од под тепих, нели, за да Филипче има упола од еден Ковачевски, ако одиме според тој редослед на приказката на пратениците, она што се случува, а народот вели страв куќа чува, во овој случај претпоставаме лага куќа чува, можеби пратеничка група, ако нели како што тргнало работата и ја имаат, онаа приказка на која што вие им одговоривте со едни фотографии, за тоа ли сето ова што го зборувавме претходно, толку многу членови на ЗНАМ преминуваат во СДСМ? Било многу тепаница, тепачка што би рекле пред нивните штабови. Да не е трагично, ке е смешно, и затоа и го одржавме тематскиот прес. Јас како долгогодишен член на Социјалдемократскиот сојуз навистина жалам за многу чесни социјалдемократи кои години наназад учествувале, партиципирале, заедно сме трчале во име на идејата, сме се прикажувале како државотворна партија, а сега се сведени навистина да ги води Венко Филипче со поддршка од 9.000 гласови, сам на кандидатска листа. Се извинувам, не беше сам на кандидатската листа која Венко беше против Филипче, да. А сега, нели, успехот го прикажа како голем успех, наголемувањето двојно на 18.000 членови поддршка беа радосни, без при тоа да прикажат дека близу 200.000 членови броеше Социјалдемократскиот сојуз, кога беше на вистинскиот пат и заштитник на македонските национални интереси. И жалам што сликите говореа повеќе од зборовите. Каде што се гледаше многу од ЗНАМ имаше пред нив клучеви на врата спуштени, решетки. Не е точно и навистина движење ЗНАМ за наша Македонија го подготвува својот втор конгрес, го завршуваме, го привршуваме караванот на сите општински организации. Посветено се трудевме да ја изградиме партиската инфраструктура, бидејќи навистина добиваме поддршка од се поголем број на граѓани кои препознаваат дека движење ЗНАМ за наша Македонија е најнов субјект, но ќе дозволите дека беше политичко чудо со 1700 чинам подпишани претстапници на председателските да освоите 86.000 гласови. Тоа значи дека освен членството, граѓаните дале поддршка, за парламентарните 57.000 што е разбирливо, опадна поддршката, но се етаблиравме како политички субјект и велевме ние нема да видиме како големите политички структури СДСМ и ВМРО-ДПМН. Сакаме нов квалитет. Наша платформа е враќањето на Македонија на вистинскиот пат, базирана на крушевските и јасномските принципи. Она што СДСМ со промена на уставот се откаже од преамбулата и тоа навистина го чувствува македонскиот граѓанин. И бевме подготвени и се уште сме подготвени за соработка врз база на тие принципи. Македонија на прво место. Разлики ќе имаме и идеолошки, но наместо да се концентрираме на разликите, се концентрираме на заедничката страст. Тоа е реформи, повторно градење на институционален систем, сериозни реформи на правосудниот систем, департизација на јавната администрација. Повторно ќе кажам, долг е процесот, но посветено работиме како рамноправен партнер во владата. Дали сме сведоци на една обратна социјалдемократска психологија? Вие сте психолог, дали ним она што им се случува сега тие се обидуваат да ви го накалемат вам, буквално кажано, токму околу членството и она што се случува јавна тајна е за многу трансфери, за многу луѓе кои што доаѓаат од некаде, но не на она адреса која што многумина од таа другата страна се обидува да го прикажат. Дали гледаме една обратна психологија тука? Движење ЗНАМ, да, ве разбирам, прашањето ви го разбирам сосема. Движење ЗНАМ нема да се занимава со Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, но на секоја нивна лага
и конструкција ќе излегуваме со документи и го бараме истото тоа од нив. Имаме многу попаметна работа. Ние на овие локални избори влегуваме со енергија и ќе бараме поддршката од граѓаните. И кога се формиравме, тоа го говоривме. Ние сме партија која произлегува од граѓаните, ќе работи заедно со граѓаните, во интерес на граѓаните, и тоа сакаме да го докажеме токму на годинешните локални избори, дека минатогодишниот резултат не бил инцидент или случајност, туку се работи за посветено градење на една партиска структура, на една нова, свежа, автономна политичка идеја, која сака да работи, да ги менува работите на подобро во Македонија. Ја повторно ја нудиме Македонската национална платформа, еве ги повикувам, реформираните делови дури на Социјалдемократскиот сојуз и реформираното дуи кога ќе се реформира, дека сме подготвени врз база на тие принципи да застанеме и заеднички да ја градиме нашата заедничка татковина. Имаме уште теми за зборување, ќе го коментираме моментот на онаа постојана радикализација или повторно приказката волк во овој случај во дворот на Дуи Ахмети. Ќе зборуваме за штетните политички наративи во Македонија. Со нас е Весна Бендевска. Се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е Весна Бендевска. Зборувавме во претходниот дел за приказката Волк и која што реално е една од причините заради кои што верувам никој не му верува веќе на СДСМ, оние наративи кои што се повторуваат, оние пресконференции кои што личат една на друга, а секогаш испаѓа 99% или што би рекол Бог да го прости Амди Бајрам, 102% од нив ништо не испаѓа, и мислам дека заради тоа е тоа што се случува. Но од другата страна во албанскиот блок, албанската опозиција, која што мислам дека исто како и СДСМ не може да се помири дека е во опозиција, можеби и уште повеќе, бидејќи 22 години непрекинато беше. Еден обид имаше Кус на Груевски со Тачи, нели, ама поние шлаканиците од тогашната меѓународна и представниците се, нели, премисли и го врати Ахмети за жал во власта. Но еве сега истиот тој Ахмети, истата приказка волк, почнувајќи чинам од 8 мај минатата година, 24-та, и моментот кога свати првпат дека на вистина некој е сериозен и дека нема да влезе во власт, тој се радикализира. Постојано повикува на протести, на улица. Последното беше ќе излеземе, и ако излеземе нема враќање назад, дотам оти да работава. Чинаменно 101 пат, колку и да беше во текот на оваа година, постојано се радикализираше, но никако да не го направи тоа. Како гледате на оваа контраприказка за волкот и оваа истрошена, нели, муниција или кјорфишек, како да го наречеме? СДСМ вади постојано некои лажни афери кои што на крајот испаѓаат дека не се, а Дуи радикализира. СДСМ имаше и чисти конкретни лаги. Ја обвинија Анастасија Илиевска, ја обвинија Викторија Треков, за неја дури се извинија неколку пати, такви лажни класични вести ширеа, а Дуи постојано, не знам колку, како што реков досега пати, се радикализираше. Две паралелни приказки на македонската и на албанската опозиција, кои што не престанаа веќе година дена. Јас би рекла две страни од иста паричка. Власта која мислеа дека ќе трае и дека тоа е нормално, и особено за Дуи, кој не може да се помири дека не е во власт, кој себе си се смета дека е единствениот заштитник на интересите на албанските граѓани. Помина тоа време. Албанските граѓани сакаат мир, ред, поредок. Сакаат силни, моќни институции. Сакаат сериозно образование. Сакаат добро здравство. И тука ја делиме истата судбина. Знаете што се случи пред неколку дена? Требаше да се донесе закон за измени и дополнување на законот за инспекторатот за употреба на јазиците. 3 или 4 члена се менува. Согласно измената на ЗОРОДУ, тоа е законот за организација на органи на државна управа, и барањето експлицитно од страна на Европската комисија да се намали бројот на буџетски корисници од прва линија. Да се намали бројот на институции. Согласно новиот ЗОРОДУ, сите инспекторати
се враќаат во матичните министерства, под капата на министерството. Го губат правниот субјективитет и одат под капа на министерство. Иначе ништо друго не се менува. Директор останува. Најмалку што се менува начинот на кој ќе се врши инспекцијскиот надзор, бидејќи тоа е веќе уредено со закон за инспекцијски надзор. И доаѓа пола пратеничка група на ДУИ и вели, се разбира со прстот вперен кон вреди, вие ќе ги предадете албанските интереси, ќе се укинат јазичните права на албанците. Чиста лага. Излегов на говорница и кажав каде тоа се укинува правото на албанскиот јазик. Загарантиран со Охридскиот рамковен договор. Во член 1 се менуваше инспекторатот не е веќе правен субјективитет, оди под Министерство за правда. Како што инспекторатот за животна средина отиде во соодветното министерство. Државниот пазарен инспекторат отиде под економија. Просветниот под образование. Логично, да. А при тоа 4 месеци, заради потребата од менување и дополнување на огромен број закони кои произлегоја од измената на основниот матичен структурен закон за органите на државна управа, немаат земено плат. Најголем дел од вработените се припадници на албанската етничка заедница. И не можев да се воздржам да не им кажам луѓето, граѓани, поголемиот дел албанци, ги има од сите етнички заедници, не земаат плат. А вие тука со ефтини политички поени дефокусират. ДУИ, за разлика од СДСМ, кој нели кажува лаги, без при тоа да излезе и да даде одговори за нештата кои излегуваат во јавност. Венко Филипче не излезе да каже од каде и како стигнал до златна виза додека бил министр. За разлика од лидерот на движење Знам, кој излезе, објасни со документи дека се работи за толкава парцела, собственост со турска тапија на неговото семејство, кое во зголемувањето на парцелата каде што инвеститорот изразил желба, се направило купа-продажба. Каде е тука? Дмитриевски ги повика органите да дојдат од обвинителството да проверат документација. Подготвен. Истиот ден излегува и реагира. Каде е таквото однесување на СДС? Го нема. Затоа што немаат аргументи нити документи. Ај сега ДУИ, нели, класика. ДУИ, нели, ќе се радикализира, ќе излезе, па нема да се враќа, па ќе ги симнува чизмите од таванот или од подрумот, кој каде ги чува, без при тоа да објасни зашо тоа ќе ги ваѓаат албанските граѓани на улица и колку албански граѓани ќе им излезат на улица. Зашто? За да го штитат криминалот на Артан Груби, кој одбива да се врати и да одговара пред органите, па и да ја докаже својата невиност, нели, презумција на невиност. Прифаќам, нека дојде. И како што Максим Димитриевски умее како маш да каже ова е позицијата повелете, трет пат со ред на напади, Артан го нема. Не можеа да веруваат дека еден нивен поранешен министер ќе одговара за сторување или не сторување. Навистина никој од нас не знае докаде оди истрагата, бидејќи сега се во рацете на обвинителството, кое при тоа буквално е креирано во време на владењето на СДСМ и на ДУИ. Не им се верува дека неказнивоста помина. И дека секој ќе одговара. И дека тука најмалку ќе се гледа на етничка припадност или на партиска припадност. Тој што се огрешил од законот ќе одговара. Само така ќе вратиме државата на вистинскиот пат. Не верувам дека некој веќе за сериозно ги зема изјавите на Али Ахмети. Кога сме кај Али Ахмети, од другата страна, како што кажавте, на паричката се СДСМ, оној обид на игра на емоции, нечии покажување на лажна емпатија која што 7 години ја немаше никаде, за да сега излезат со закон за кочани, меѓу другото и за ласкарци, им текна и на модуларната болница каде што виновен беше кабелот, ваму возачот, Беса Транс
повторно возеш од секогаш, нели, и такви работи, но еве излегува со еден таков закон како опозиција со внесени 18 велат дека се 17, можеби и 16 пратеника, но излегува со такво нешто, добија колку што добија гласови, но еве играат на трагедијата, буквално кажано една политичка некрофилија во низа. Се обидува неколку пати и со некои протести кои што ги затвараа синови на поранешни функционери на СДСМ, па излегуваа синови на поранешни функционери на СДСМ кои што испадна дека шмркале бело и така натаму, неколку пати се насанкаа, буквално удрија во статива, но еве не се откажа и одат со закон за кочани, така наречен, кој што не помина, да, ама тие повторно ќе ликуваат и викаат, ете, власта е виновна, не прифати. Целта е само тоа. Да. Целта е само тоа. Така, не е битно власта што направила за сите тие луѓе се, не. При тоа не се води сметка на емоциите. Која е страшна трагедија. Вие бевте во Кочани вчера? Пред 2 дена. Пред 2 дена, простите, да. И имав средба со симпатизери и членство на движење Знам. Изразивме и сочувство, изразивме подготвеност. Луѓето бараат поддршка и таа поддршка мора да ја добијат до крај. Почне да ја добиваат. Правда мора да има. Да. Со мене беше и министерот за правда, односно нашиот председавач на Централниот одбор, Игор Филков. Правда ќе има. Гледајте каква е таа реакција и каква е таа неодговорност. Носител на јавна функција не смее да игра со емоциите на повредени, особено не на повредени чувства на народ. Со право. Сите знаеме дека години наназад се теложело една ситуација која за жал не доведе во таква ужасна трагедија. Трагедија имавме и порано, но нити една во толкав размер и толку болна, бидејќи безброј млади луѓе ги загубија животите. Седнале, напишале закон, никого не консултирале. Закон за да се донеси и деловникот предвидува пресметка на финансиски средства. Ребалансот вообичаено се носи во јуни месец. Некрофилски популизам го нарекува некој тоа. И сега тие што директно беа на власт кога се издаваше фалсификувана лиценца, тие го предлагаат ова. Дури и од СДСМ е премногу. Јас немам зборови, се чудам како искусни политичари прифаќаат да играат на карта на повреда на чувства. Секој ден се повредуваат, не оставајќи да залечат раните на повредените. Па Кочани е, како да ви кажам, соблазен град. Секој е допрено таа трагедија. Кој директно, кој индиректно. Во воздухот, во атмосферата. Лесно е да се излезе и да се игра со чувствата само и само да се спечели некој политички поен. Најмалку што треба тоа да го правиме е со тие луѓе кои не заслужуваат. Заслужуваат сериозен пристап. Заслужуваат и закони и обезбедување на права, апсолутно сме за. Еве го ребалансот, треба да се испланира и треба да се знае што се прави. Меѓутоа тие одлучија, повторно ќе кажам, во стилот на левица. Денес ние никогаш нема така да ги освојат симпатиите. Не можат, едноставно мислам дека имат изгубено реален контакт со јавност. Ако политичар не знае дека секој делување, говор, постапка, говор на тело, станува модел на однесување на граѓаните и се пренесува на улица, нема така да се однесува. Неодговорно е. Освен ако не е целта сериозно, само за некој кој реално не сака да земе власт. Нити една од анкетите не покажува дека СДСМ има било каква шанса на локалните избори. И тие тоа го знаат. Со вакви потези губат, а не добиваат. И мислам дека беа толку неспремни на една вака сериозна институционална и државна реакција на ваква ужасна трагедија, да неколку часа по шокот цела Македонија беше во молк
излегуваа лиферувајќи вести по социјалните мрежи дека над 100 кусуро мртви тела некој броел. Се покажа неточно. И во тој страв, тоја паника, тој гнев, кој прв излезе да држи прес? Потпредседателката на Социјалдемократскиот сојуз. И што кажа? Бараме оставка. Не знаеки дека во истиот момент веќе се приведени првите 4 најодговорни лица, од кои едното во обид за бегство. Тој е сопственикот. Значи, реакцијата беше толку брза. Чинам вчера дека министерот имаше изјава дека истрагата е проширена на речиси 100 лица и ќе трае. Меѓутоа, мора да знаат и граѓаните дека Министерството за внатрешни работи е должно да работи на ниво на основи на сомнение. Да обезбеди документација и со таа документација да оди во обвинителство, кое ќе треба тие основи на сомневање да ги пренесе на ниво основано сомнение за да направи обвинителен акт. А потоа ќе се види и реакцијата на судот. И тоа е долг процес и граѓаните најмалку што треба да бидат вознемирувани и повторно да кажам, со ширење на лажни вести, само и само да се создаде паника и да се намали ефектот од работата на новата власт. Кој ефект? Се поставува логично прашањето. Апсењата за криминал. Од тука е паниката. И кај Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, и многу повеќе кај ДУИ. И тоа треба да се спречи без оглед дека групи на граѓани ќе бидат злоупотребувани. Тоа е пресметан ризик. Онака. Меѓутоа, волјата да се истераат работите онака како што треба, не престанува. Интерпелацијата на министерот за внатрешни работи помина како што помина, па тие знаат со колку гласови располагаат. Требаше тој ден цела жолч да се истори пред очите на јавноста, повторно да се разгори оправданата болка и рана, особено кај семејствата и блиските на жртвите, за да граѓаните тој гнев, таа болка ја претворат во очај, а очајот се знае што раѓа. Насилство. И тогаш се надева дека во такво непосакувано сценарио ќе запре прогонот на ниво на основи на сомневање, за кои знаат дека и тоа како се води. Не само за припадници на поранешната власт. Добро знаат дека и припадници на сегашната власт, онаму каде што има основи на сомневање, веднаш се процесуираат до јавните обвинителства. Процесот започна, трае и ќе трае до крај. Дали ДУИ тоа ќе го релативизира со божевна радикализација, дали СДСМ и понатаму ќе оди на карта со лаги, манипулации, лажни вести да ја прикрие вистината за златните визи, на крајот на денот е нивен избор. Граѓаните за неколку месеци повторно ќе се одлучат каде ќе ја дадат довербата. А верувајте, граѓаните се веќе зрело политичко тело. Сакаат власт која дава резултати, сакаат власт која почитува закони, подеднакво за сите. И тука нема врска етничката припадност, нити партиската, ќе повторам. Правда мора да има. И ќе има. Сведоци сме на, буквално кажана, една поплава од штетни наративи во македонската политика. Постојано ова една година се изнаслушавме и изнагледавме такви работи, предводени можеби од една партија која што без неа власт не биваше бидна, од друга една која што не веруваше дека ќе оди во опозиција, трета која што исто така не може да се помири дека е таму. Што правиме во македонското општество со овие штетни наративи и како искрено да се стави крај на тоа? Морам да го пофалам истражувањето на еден одличен тим од Институтот за комуникацијски студии со наслов "Штетни наративи во политиката и медиумите".
во две фази ги следеле штетните наративи токму во собранието, предизборната фаза, мислам во очи на предизборието, чинам беше септември, февруари и март, мај, до завршувањето на изборите, како одат, како течат наративите. Истражувањето треба секој да го прочита, особено политичарите, и да им стане јасно, да го доживеат ефектот на огледало. Дека кога некој нешто соопштува, кажува, па ако сакате кога соопштува лажна вест, полувистина или невистина, со својот говор на тело, врши рефлексија врз оној што ја прима веста информацијата. Истражувањето покажува клучна улога и на медиумите. И имаше споменето медиуми. Тој штетен наратив кој произлегува од устата на еден политичар. Постојат медиуми што без никаков филтер ја пуштаат во нај, како да кажем, форма изворна како што си дозволил политичарот да ја каже, или пак сериозни новинари кои сепак ја преработуваат, ја информираат јавноста, медиумите за тоа постојат, независна, автономна, седма сила, но кога не постои никаков филтер, штетните наративи директно стигнуваат до конзументите на тие информации. Што правиме? Ефектот на Артан Груби, на Заев и на Апасиев би рекле, така? Не на пеперутката. Кој маќар од чувство на небезбедност, несигурност, чувство на теорија на заговор, дека некој нешто ќе прави, некој ќе го украде правото на албанците да го говорат албанскиот јазик, треба само да го отвори предложениот закон. Тоа е штетен наратив. При тоа, користејќи се со зборови за кои истражувачите има напишано во голем дел, не можеме да ги цитираме, бидејќи се толку непристојни што не заслужуваат во публикацијата да влезат. И треба секој пратеник во собранието да ги прочита и да види како го перцепирале медиумите и како стигнала веста до јавноста. Се надевам дека тоа ќе оди во прилог на подигнување на свеста и за одговорноста конечно што имаме како јавни носители. Собранието не смее да биде, особено не собраниската говорница, извор на лажни наративи, штетни наративи, збунувачки наративи, кои ја вознемируваат јавноста или, не дај Боже, ја присилуваат за некакви несакани реакции. Тоа нема никаква врска со објективно, јавно информирање или допирање на понудата политичка на одреден субјект кон граѓаните. Тоа има некаква сосема друга цел. Каква ќе си покажат самите тие што избрале да користат штетни наративи во својот вокабулар. Топло препорачувам, ја имаат публикацијата, истражувањето на веб страната на институтот. Би било добро и да јас дури побарав, дајте сега повторно да видиме постизборно дали и како се движи тој наратив. Сите се согласивме, тоа беше една убава дебата меѓу медиуми и представници на политички партии, дека за жал и оваа година е изборна, предпоставува дека резултатите ќе се исти и покажува, еве, гледате и времето како се заострува негативната енергија, лошата енергија, насочена да го пробуди најнегативното нешто што секој од нас го има. Луѓе сме од крв и месо на крајот на денот. Нека се види и повторно кажувам, ефект на огледало. Ако им се допаѓа тој наратив, слободно нека го покажуваат. Меѓутоа, навистина е непријатно. Ке се пронајде политичарот кој е на прво место без реална конкуренција во ширење на такви непожилни и штетни наративи, како што истражувачите ги одбрале да ги наречат. Благодарам што бевте моја гостинка. Ви благодарам на поканата. Ми беше навистина задоволство да бидам ваш гост. Ми беше чест. И благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.